Почитувани министре, драг Андерс, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Ќе бидам многу краток, бидејќи гостинот има комерцијален лет и после пресконференција води право на аеродром. Секогаш е посебно задоволство и чест да имаме пријатели кај нас. Благодарам на министрот Самуелсон што ја прифати поканата, ова е позвратна посета. Не сме имале министр за надворешни работи на пријателска Данска одамна, ако не се лажам 16 на години. Се видовме прв пат минатата година во Копенхаген, кога има втурата на нордиските земји. Разговаравме за Европската унија, за регионот, за нашите напори, што се случува кај нас, што направивме, а што стои пред нас во последниве година и пол и каде ни е фокусот сега, како на влада и како на надворешна политика. Разговаравме за актуелностите со кои што сите сме на кои што сите сме фокусирани последниве дена, да се разбира, во однос на поранешниот премиер и осуденик Груевски. Важно ми е да имаме поддршката на Данска и за нашите НАТО аспирации, и за нашите европски аспирации. Затоа што Данска е една од земјите што можат да бидат модели, од кои што можеме многу да научиме и да се инспирираме за тоа како они си ги организирале своите демократи, своето правосудство, како им е економијата и така натаму. Исто разговаравме за процесот на пристапување, дека треба да биде merit-based, значи да се земат предвид индивидуалните постигнувања на сите на земјата кандидат, и тоа да биде основното кога ќе се донесе кога ќе се носи политичка одлука дали ќе се оди напред или нема да се оди напред. И тоа е за нас исто така многу важно. Ќе заставам тука, бидејќи најавив дека ќе бидам краток, а не баш. Благодарам. А сега да чуем изјавата на министрот за надворешни работи на Кралството Данска, господинот Андерс Самуелсон. Повелете. Thank you very much, and I'm really happy to be here in Skopje, not least during this important time for your country. I've also had a fruitful meeting earlier today with the Prime Minister, and I think this visit demonstrates the excellent bilateral relations between our two countries. The two of us, we touched upon a number of important issues and topics of common interest, including your country's European perspective, NATO accession, and the regional stability. Denmark supports your European perspective, but we are also, as I also underlined, clear that progress in accession negotiations will only follow from real reform progress and a merit-based approach. And you have made progress. Now it needs to be consolidated, and further results need, of course, to be delivered, not least in the fight against corruption and reforms of the public sector. There's a positive momentum in your country, and it must be maintained. I'm a true believer in a free market economy, but it only works if you have reliable public institutions surrounding it, where there's a credibility of and a trust in fair judicial systems and so on. Denmark supports also your NATO membership aspirations, and we encourage strong focus on key reforms. We also have discussed the name disputes with Greece, and I welcome the government's commitments to find settlements. The Prespa agreement was a difficult compromise from both sides, and we have acknowledged that. So thank you very much once again. Ви благодарам. Преминуваме на прашањата. Ако ви купно повелете Искра. Од веб купно до од вас за секој министр.
Ви благодарам. Искра Коровишовска, Алфа телевизија. Бидејќи прети се ми е прашањето адресирано од данскиот министар, бидејќи како што рековте, сте укажале дека е важна правдата и начинот на кој што таа се дели. Верувам дека сте свесни колку министрите во оваа влада се повикуваат на Данска и во своите јавни настапи ја посочуваат како пример на кој што Македонија би требало да се угледа во владењето на правото, економските текови, бизнес и така натаму. Токму затоа и овде ви го адресирам конкретното прашање. На 19 октомври во собранието се гласаше отворање на измените, значи отворање на уставот за спроведување на измените во насока на промена на името врз основа на споменатиот Преспански договор. Истиот ден беа пуштани од притвор пратеници кои што веднаш од притворските оделенија дојдоа во собранието, крена рака за и се доби неопходното двотретинско мнозинство. Тоа во јавноста фрли уште еден сомнеж дека судството е под директно влијание од власта, односно е политички зависно и пристрасно. Дали Данска, како земја која што Македонија почитува и е репер за иден напредок, би си дозволила ваква состојба, односно дали владата во која што вие сте член, би си дозволила ваква дамка да фрли врз судството во собствената земја? Ви благодарам. Thank you for a very interesting question, but I have a principle that I will not interfere into internal affairs that is ongoing. Благодарам. Тамара, филма телевизија повелата. Имам прашање и за министерот Димитров и за гостинот од Данска. За министерот Димитров, откако Унгарија негативно одговори на писмото кое го упативте за да биде вратен поранишниот премиер Груевски, кој е следниот чекор дипломатски во Унгарија? Дали може да се очекува да враќање на амбасадорот или ќе се на унгарскиот амбасадор назад, или ќе се калкулира со поддршката на Унгарија во Европската унија и нема да се преземат понатамошни дипломатски мерки, особено што Унгарија му даде дипломатска поддршка во Груевски да стигне до Будимпешта. А за гостинот од Данска, за министерот од Данска, прашање на министерскиот состанок кој го имавте пред неколку дена, дали беше отворено прашањето околу Груевски, дали се разговараше за тоа, особено во делот токму на поддршката која Унгарија дипломатски ја даде за Груевски да стигне во Будимпешта и како тоа се оди во рамките на владењето на правото, кога му се дава заштита на осуден за кривично дело, и кој е вашиот личен став како Данска за ова прашање? Благодарам. Повелата? Благодарам на прашањето. Имам дилеми и ќе се обидувам да интензивно да барам дипломатски зборови за да одговарам. Мислам дека во речниците од иронија ќе може да се наведе овој случај и под парадокс, бидејќи се работи за човек под чиешто владење Европската комисија ја дефинираше Македонија како заробена држава. И имаме заклучок од Советот за општи работи од јуни оваа година, каде се бара правна разврска и одговорност за индициите за кривични дела што произлегуваат од прислушкуваните разговори. Поддржан од заклучок, поддржан и од Европскиот совет. И сега Македонија како земја кандидат прави се во Македонија да владее правото и вистина е и иронија и парадоксално што човек што има правосилна пресуда, осуденик, кој што се соочува со 4 други обвиненија и со 5 други истраги, најде заштита и доби азил во земја членка. Ова е проблем за Македонија, меѓутоа ова е проблем и за Европската унија и за кредибилноста на принципот на владење на правото во Европската унија. Ние имаме еден сложен терен сега и ќе ги земеме во предвид сите наши интереси, меѓу кои и интересот за добри односи со Унгарија,
по решавање што ќе правиме, како ќе правиме. Јас ќе имам средба со мојот колега Сијарто на маргините на Министерскиот состанок на НАТО во Брисел, 4 и 5 декември, еден од тие денови, за кој што отворено ќе разговараме за овие работи. Тоа судење беше следено од ОПСЕ, од представници на Европската Унија. Никогаш не сме добиле поплака. Стејт департаментот неодамна го карактеризира како фер и транспарентно судење. Немаме никаква пријава Министерството за внатрешни работи за закана по живот. Груевски имаше 6 обезбедувачи по негов избор, согласно законот. Ако имаше несигурност, можеше да побара уште, тоа ќе се случеше. Така што се ова, ние ќе мораме да продолжиме да инсистираме дека ниту за нас, ниту за Европа, ниту за Унгарија е добро кога има неселективна правда. Благодарам. Имаше и друго? До министрът Сенасен Богдан. Well, thank you very much for the question. I've been briefed about the situation of my colleague today, and Friday in Copenhagen I will meet with my Hungarian colleague and then I'll discuss it with him. And until then I do not have any comments. И останува простор за уште едно прашање, повелете да Рековте дека може би е иронија, но се случи. Унгарија како земја членка ги уважи тие приговори, политички прогон, лоши услови во затвори, лошо судење му даде азил. Сега дали постои опасност и други земји да го следат овој пример, тие приговори да ги прифатат и да не блокираат на нашиот пат кон Европската Унија и кон НАТО, и кој стои за тоа? Ова ќе научам од колегата и пријател Андерс да одговарам кратко. Мислам дека не се што се случува по наша волја. Наше е да инсистираме на принципите, да објаснуваме. Верувајте, било кој што ја пратил ситуацијата во Македонија и сите извештаи од 2015-16 наваму, ќе знае да процени, и тоа меѓу другото и се случува. Имаше и позиција на комисарот Хан, која што беше објавена, имаше позиција на Вашингтон официјална, која што беше објавена. Ќе работиме на тоа да се држиме до нашите принципи и до нашиот државен интерес. Никој нема корист кога не се почитува владењето на правото. И убеден сум дека со оглед на оценките за тој процес, нашиот кредибилитет е многу цврст по ова прашање. Ние во заклучоци на Европскиот совет имаме инсистирање за правна разврска и за одговорност. Посебно за високи носители на функции. Значи, како што кажав, наш принципот на владење на правото е силен државен интерес и тој ќе биде земен предвид при сите идни контакти и чекори што како дипломатија ќе ги направиме со Унгарија. Меѓутоа, да најавувам нешта, апсолутно ќе штети на самиот интерес. Ние имаме и други интерес. Имаме интерес Унгарија да не поддржи за НАТО членство. Имаме интерес да не поддржи за почеток на пристапни преговори. Така што се тоа заедно мора да се земе предвид и треба практично да ги убедиме дека и за нив е голем минус да се прави компромис со принципот на владењето на право. Благодарам. Знам дека има уште прашања, меѓутоа со оглед на ограниченото време ќе мора тука да завршиме. Поподне ќе се видиме повторно. Поздрав!